Сдруженијето на бранители бедем соостри реакции на изјавата на Заев за украинско сценарио во Македонија. Бранителите кои велат дека секогаш се на браникот на државата, нема да му дозволат на лидерот на опозицијата и неговите најблиски соработници да прават нереди и демолирање на објектите во главниот град. Според нив демолирањето и палењето на Народната канцеларија на председателот е вандалски чин кој не треба да помине неказнето. Дали именно вчера ги постави темелите за украинско сценарио во Македонија? Па може и така да се каже. Постави сериозни темели и за украинско сценарио во Македонија. Го повикуваме раководството и членството на СДСМ. Своите луѓе да не ги воведува во украинското сценарио, кое во моментов ни го подготвуваат, а води само кон насилие, жртви и безредие во државата. Бранителите се приклучи и кон реакциите на граѓаните поврзани со одредени лица кои на полициските службеници им порачаа да им се случи Куманово. Пушти оружјето, бе, пушти во народот да влезе да си ја земе државата, бе. Маумни. За 20 да малце вие, ама Куманово да ви се деси, па пак. Им порачуваме на господата од СДСМ дека нема да им дозволиме насилно да го уништуваат и рушат поредокот на оваа држава за која ние со крв сме се бореле, сме ја бранеле и сме ја штителе. Ако тоа го можевме 2001, сега сме уште посилни, уште пообединети и порешителни, поистрајни во таквата одбрана на нашата држава и уставниот поредок. Во текот на вчерашните немири кои се случија пред канцеларијата на председателот Иванов, беше демолирана и целата негова внатрешност, а мебелот запален на улицата. Според порталите, демонстрантите дури извршиле кражба на лаптоп кој бил најден внатре во Народната канцеларија на председателот. Од страна на полицијата беа приведени 12 лица.